Ние во почетокот на второто полугодие под патронство на нашата матична организација Синдикатот за образование, наука и култура имавме штрајкови по училиштата токму за лошите реформи во образованието. Штрајкот го прекинавме сакајќи мирно да покажеме дека ние сме за поквалитетно образование, не сме за штрајкови, не сме за бойкотирање на настава и така натаму. Она што потоа се случуваше до 15 март додека се договорија СОНК и Министерството, имаше страшни притисоци кај одредени колеги, знаете дека имаше и контраштрајкувачи во делот на штрајкот и ова што ние го организиравме за многу краток период како наставнички пленум, скоро за 2 недели. Една недела ни требаше да се организираме за денешниот ден, но пробавме да се организираме во работен ден, бидејќи не ослободуваа од работа, не можевме тоа да го направиме. Пробавме да се организираме за вчерашниот ден, сабота, голем дел од училиштата воведоа работна сабота, за да не можеме да се собериме во Скопје, но бевме истрајни во нашите намери, се собравме денеска, не сме во голем број, но сметам дека ќе им покажеме дека сакаме квалитетно образование, не сакаме лоши закони. Со нашите барања кои ќе ги доставиме, колегите ќе ги прочитаат, се бара суспендирање на законите за основно и средно образование, потоа суспендирање на законот за кариерен развој, академија и така натаму, за да започнеме преговори со Министерството како релевантни партнери, да го подобриме законот за основно и средно образование и да ги подобриме реформите во образованието. Можете ли некој во законот за високо и основно образование, кои се конкретно вашите барања? Зборуваме за законот за основно и средно образование. Значи воведени се реформи со кои не ќе може образованието да напредува. Се сеќавате на договорот помеѓу СОНК и Министерството, каде што се потпише една спогодба само да се укинат паричните казни на наставниците за екстерното тестирање, но казните останаа. Значи останува она да после 3 години отстапки во оценувањето, во екстерното оценување, ни еден наставник не ќе може да напредува во својата кариера. Значи како наставник не ќе може да посетува академија, не ќе може да полага стручни испити и така натаму, токму таквите работи и нееднаквоста во екстерното оценување. Ние имаме екстерно оценување кое се спроведува само делумно, не се спроведува целосно. Во руралните средини немаме екстерно тестирање, немаме интернет, немаме струја во училиштата, немаме услови каде тоа да го направиме. Кажете ми поконкретно за притисоците. Можете да ми кажете? Директорите нешто поконкретно да кажете? Да, она што се случуваше кај средношколците со затворање врати, кај нас тоа не беше, но кај нас имаше колегите кои не сакаат да ни се приклучат, вршеа притисок и на учениците, вршеа притисок и на колегите, да не доаѓаат на протестот, дека реформите биле добри, а сами гледаме дека не се добри реформите. Немаше закани, имаше само вербални притисоци.